4 превозници од регионот денес лицитираа за ученички превоз. Станува збор за 2 компании од Радовиш и по една од Штип и Конче. Учениците што средно ќе учат во некоја од штипските училишта ќе треба да ги превезуваат на 7 локации. Од кои еден понудувач лицитирал за сите 7 линии, тројца за 2 линии и двајца понудувачи за една линија. Извештаите од лицитацијата и понудените цени ќе бидат доставени до градоначалникот на Штип, кој понатаму ќе ги разгледа и ќе одлучи дали истите ќе бидат прифатени. За превоз на ученици општината плаќа околу 18 милиони денари годишно, што доколку сумата што превозниците ја бараа е поголема од тоа. Доколку за некои цени доминира ставот дека се превисоки, општината не може да ги прифати, најверојатно ќе следи нова постапка за нов тендер. Во последните 2 години општината сметките за превоз на ученици ги плаќа редовно, но од претходните години има долг од околу 450.000 евра. Последните 2 години долгот е намален за околу 100.000 евра, што значи дека за плаќање општината има уште околу 350.000 евра. Се плаќа и делот за останатите долгови, а и секако и новонастанатите долгови. Значи, евидентно е дека вкупниот долг спрема добавувачите, односно превозниците, се намалува и со текот на времето, очекувајќи помош од Министерството за образование, очекуваме дека ќе го изрегулираме целосно овој долг. Освен Штип, превозот на ученици е голем проблем и за Кочани, кој има долг од околу 480.000 евра. Долговите се резултат на одлуката на државата бесплатниот превоз да биде обврска на општините. Но иако требаше, пари за оваа намена не им префрли.